Театарот е моќна работилница и погон за приказни. Во театарот приказната не се раскажува, туку се покажува. Таа е сега и тука, пред нас, на дофат. Театарот е мегдан на кој ќе остриме, односно го остриме алатот на нашата приказна. Разбој на кој ги ткаеме нејзините конци, тука го вежбаме мускулот на нашата свест и совест. Го уточнуваме нишанот на нашата акција. Ја ставаме на вага нашата историја и судбина, ја покажуваме нашата приказна, нашата вистина, за која, односно за тоа кои сме биле, кои сме и кои сакаме да бидеме однапред, ќе напише Горан Стефановски. Светскиот ден на театарот се слави секоја година на 27 март, почнувајќи од 1961 година, кога започна да се одбележува и иницијативата на Меѓународниот театарски институт за театарот, но и за нејзините активности и проекти. Во студиото зборуваме со режисерката Теја Беговска. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро. Теја, среќен роден ден. Фала ви многу, да сте живи и здрави. И вие. Ќе позборуваме малку повеќе за се разбира и за честитките и за она што ви го посакуваме во текот на разговорот. Верувате во судбина или ова е чиста случајност? Судбина е. Верувате, значи сепак. Мајка ми добила породилни болки додека гледала представа, мајка ми е актерка, татко ми е актер, така да мислам дека нема ништо случајно. Значи, ова е театарска приказна. Да. И го погодивме денот, да ве поканиме да ни бидете гостинка. Се одлучивте за театар, се одлучивте за режија, од каде љубовта кон оваа уметност? Ги споминавте вашите родители, меѓутоа посакувавте ли вие како мало девојче да сте ова што сте денес? Па мислам дека не посакував, немав таква желба конкретна дека сакам да се занимавам со театар или нешто. Мислам дека дојде тоа многу спонтано. Како и кај секое дете, да речеме, кога расте во средина, да речеме, со двајца новинари, предпоставувам дека првото нешто кон што ќе посегне е тоа, затоа што тоа е тоа што го гледаш. Секојдневно го гледаш тоа и некако природно станува дел од тебе. Природно ти станува љубов, затоа што тоа е она што го наблюдуваш во прв момент. Децата многу наблюдуваат, нели? И примаат се што им даваш, така, веројатно и јас. Треба ли да го користиме уште млада режисерка со оглед на тоа дека ве повразуваат и припаѓате на тој нов бран млади наши режисери? За мене конкретно? Конкретно за вас. Па млада, не знам дали припаѓам веќе во таа генерација, не припаѓам ни во средна, не знам како сакате. Значи веќе режисерка. Да. Режисерката Теја Беговска. Што е за вас театарот? Дали е театарот, кога речеме, кога се занимаваме со нашата професија, тоа е нашиот живот? Ова ми се допадна многу убав воет дадовте, всушност, на Горан Стефановски, дека ја тренираме всушност свеста и подсвеста. Тоа многу ми се допадна и целото паче многу ми се допадна. За мене театарот е, како да кажам, не сакам да звучам клише, но е нешто од кое што треба да имаш потреба. Ако немаш потреба од тоа, не би требало да го правиш, ниту пак да го гледаш. Театарот е нешто кое што би требало сите на некаков начин да не освести во одредени моменти, некогаш да не расплаче, некогаш да не усреки, но во суштина треба да допре до нас за да направи некаква промена. Ете така. Да не вознемири. Да не вознемири, да, на некаков начин. Сега, не вознемируваат секојдневно многу работи, во смисла тоа што го гледаме на социјалните мрежи, тоа што го гледаме во светот што се случува и така натаму. Вознемирувањето повеќе како момент на некакво освестување, не да не вознемири во смисла да се растревожиме, туку да си помислиме, да си размислиме, дека може да биде подобро. Така. За вас ќе кажа дека имате неконвенционален пристап кон театарот. Што значи тоа? Кои се вашите најголеми предизвици за вас како режисерка? Јас никогаш лично не сум се дефинирала така дека сум неконвенционална. Веројатно тоа дошло од публиката, од тоа што го гледале. Неконвенционално, затоа што уште од како дипломирав, некако јас излегов од
она што е класична театарска сцена. Работев надвор од театарот, работев представа во градски автобус, например, работев по разни клубови и кафичи. Просто за мене секој еден простор беше место каде што може да се случи представа. И може би затоа неконвенционално. Откако станав дел од драмскиот театар во Скопје, некако таа перцепција малку ми се промени, затоа што пак институцијата носи еден друг тип на работа. Како и да е, без разлика дали работиш надвор од институција и внатре, пристапот е тој. Единствен, искрен и чесен. Како и во секоја професија има и убави и лоши страни, имаме одлични актери, одлични режисери, но имаме и одлична публика. Така е. Знаете како, ние голем дел од нашето време, нели, го трошиме, нели, креативно создаваме нешто и сме во еден процес заедно, актерите и режисерите сме во еден процес кој што публиката никогаш не го гледа, не знае. Меѓутоа, публиката никогаш и не е интересирана низ што ние сме поминали, да речеме, низ какви проблеми, какви предизвици, и таа на крајот го дава всушност судот. Дали ќе се допадне тоа што го гледа или не. Така да публиката и текако е многу, можеби еден од најважните фактори во однос на тоа кога се прави една представа. Затоа што би било многу себично да работиме само за нас. Нели? Јас си ги реализирам моите идеи. Не е така. Сепак ние сме тука за вас. Така. Реков, ова ќе биде посебен ваш роден ден и посебна година со оглед на тоа дека се подготвувате за една главна улога. Ќе бидете мајка. Да. И како битна, односно главна улога, како што реков. Каква е подготовката? Дали може би слична како за представа или нешто, имате некој друг пристап тука? Дали правите некаква паралела помеѓу овие две работи? Јас до пред 2 недели бев во процес, имавме премиера во Драмскиот театар на Ова е само крајот на светот, така што неа ни почувствував припремата некако, не знам, секојдневно бев во театар, бев во процес и просто не ни приметив дека сум бремена, некако течеш работата. И сега како прекинавме со процесот, реков, добро, окей, значи сега почнува нешто друго. Така што припремите какви се. Не знам какви се, веројатно се за секој индивидуално различни, но не знам дали можам да го споредам со театарот. Да, театарот е живот, но да не се лажеме, ние на сцена вистински лажеме. Ова е живот, ова е реален живот. Ова е нешто најубаво што се случува, се разбира во животот на секој родител, на секоја жена пред се. Ја споминавте представата Ова е само крај на светот, психолошка драма. Ќе ни помогне ли во целата актуелна ситуација на намалена комуникација и оттуѓеност меѓу луѓето? Оттуѓеноста е дел од нашето секојдневие, за жал, секојдневно. Јас трагам само од себе, гледам колку често или ретко се гледаме со пријателите, некако се оттуѓуваме многу. А ова е само крајот на светот, може во еден момент само да не потсети дека важна е таа комуникација и дека таа е основата да ние како луѓе на некаков начин си приидеме, се искажеме. Многу е полесно кога ќе му го кажеш на некој проблемот, отколку да го држиш во себе. Ова е само крајот на светот говори за едно дисфункционално семејство кое што меѓу себе ја изгубила суштината на една комуникација која што треба да се случува во едно семејство. А сето тоа трга и од општеството како систем, затоа што дисфункционални семејства градат и дисфункционални општества и обратно. Така да од тие аспекти некако представата е многу реална, буквално како да сте им влегле во дневната соба на оваа фамилија и верувам дека секој од публиката на некаков начин се препознава или се идентификува
со ликовите. Еден наш професор викаше дека добар филм, истото важи и за театар, и за музика, и за било која уметност, е кога публиката ќе се идентификува со проблемот на главниот лик. Тоа е она што нас не прави живи. Кога ќе гледаме нешто или ќе кажеме и мене ова ми се случува. Што следува? Ќе се предизвикувате ли уште професионално или сепак останува подготовката за мајка? Па, мислам дека сега целосно ќе се посветам на ова. Мислам дека и немам баш некој голем избор. Да. Но секако не завршувам овде. Јас секако имам уште многу идеи и проекти кои што би сакала да ги реализирам, но се во свое време, нели? Секогаш мораме да имаме еден приоритет кој што ќе наводи во животот, а мислам дека од ова моментално нема поголем приоритет. Ја ви благодариме многу на гостувањето, ви посакуваме и успех, меѓутоа и среќа, нели? Следуваат убави денови. Следува убав период Да, ви благодарам за и на вас. вас.